Нашата екипа се наоѓа на Економскиот факултет во Скопје, како што споменавте, зборуваме на тема вештачка интелигенција и нејзина примена во секојдневието. Мој соговорник ова утро професор доктор Виолета Цветковска. Добро утро, како сте утро? Добро утро, прекрасно ви благодарам, иако е дождливо утро, сепак не ни влијае на расположението. Така е. Дали вештачката интелигенција е закана за работниците? Да, ви благодарам многу. Најпрво се заблагодарувам за поканата, а воедно и благодарам за сите кои што не гледаат. Знаете, технологијата е таа која што буквално и сега не дели со екраните, меѓутоа заедно со помош на технологијата ние може да направиме на многу подобра иднина. Често пати кога ќе се спомене терминот вештачка интелигенција, првото прашање што се поставува е дали ќе ми ја земе работата. Меѓутоа, основното прашање и највистинското прашање е како да ја користиме вештачката интелигенција паметно, а не таа нас да не користи. Знаете, историјата покажува дека секогаш кога ќе се појави некоја нова технологија, работните места или се модифицираат или згаснуваат. Например, првично кога се појави интернетот, главното прашање беше што ќе се случи со печатените медиуми. Ама се појави една цела нова индустрија на дигитални медиуми, па имаме дигитален маркетинг, па имаме онлайн образование, нешто што претходно не постоело. Така да исто ќе биде и со вештачката интелигенција. Дел од оние, да речеме, бирократски задачи, некои поедноставни рутински задачи ќе замрат, но ќе се појават и илјадници нови можности. Пример професии за кои што денеска не знаеме, како на пример експерти за етика во вештачка интелигенција, дизајнери на некои креативни, софтверски апликации и така натаму. Сега, дали на вештачката интелигенција дополнително треба да гледаме како алатка? Тоа е навистина алатка за која што ќе ја зголеми нашата продуктивност и ќе ни остави време на нас луѓето за повеќе емпатија, повеќе креативност, повеќе иновативност, нешто што машините никогаш не може да го направат и нели, тогаш секогаш човекот не е на прво место. Да, мора да ги следиме, се разбира, современите трендови. Секако. Ќе им помогне ли вештачката интелигенција на студентите, на учениците, дали ќе ги замени професорите? Можеби тоа е главното прашање. Да, тоа дефинитивно е суштинското прашање, посебно што се наоѓаме нели во храмот на знаењето, моментално не на економски факултет како што најавивте. Со тоа што јас секогаш велам тоа дали било собир или кога разговарам со моите студенти дека вистинскиот прогрес на државата почнува токму во училниците. И ако тука ние не ги воведеме сите промени, поточно сега станува збор за технолошките промени, тогаш ќе гледаме во иднината, ама преку ретровизор, значи нема да може да ја пратиме. Ако стане збор за еден ученик, да кажеме учи историја, сега, наместо да ги листа страниците и да почнува да замислува сцени, постојат нели алатки на вештачка интелигенција што ќе му овозможат пример да го посети антички Рим и тие слики и тие сцени да може многу подобро да ги соживее и да ги запамти. Понатаму, ни светот сега постои еден тренд на персонализирана настава со помош на вештачка интелигенција, каде што секој ученик или секој студент учи според своето темпо, според својот ритм, затоа што не сите учат едновремено и исто ги разбираат работите. На некој му треба помалку, на некој му треба повеќе време. Што се однесува до професорите, значи сметам и тврдам дека никогаш професорот нема да може да биде заменет, затоа што секогаш на младината ќе и треба некој што ќе запали искрата во нив, што ќе ги поттикне да поставуваат прашања, да си поставуваат цели, да создаваат, да градат, така да клучна ќе остане сепак улогата на човечкиот фактор. Вие секогаш велите дека вложувањето во себе е најголема инвестиција. Како во време со вештачка интелигенција? Како ќе влијае тоа што? Така, ви благодарам многу. Тука би споменала дека ако научив една најдобра лекција во животот, тоа беше од моите родители, дека вложувањето во себе и во знаењето буквално е нешто што најмногу ќе се исплати, е најголемата инвестиција, а денеска во ова време, пред се на овие големи технолошки промени, сметам дека е доминантно и од клучно значење, затоа што гледаме дека технологијата се менува толку брзо, значи со едно невидено темпо за кое што претходно и не знаеме дека постоело. И впрочем, кога станува збор за, да речеме, сите овие промени кои што конкретно се случуваат, клучно останува ние како луѓе да ја негуваме таа способност да учиме. Постои најголем гуру за менеджментот, тоа е Питер Дракер, и тој има споменато дека 21 век најважна вештина ќе биде способноста да учиме нови вештини. Значи, постојано да се надоградуваме. Ја знаеме сите LinkedIn, професионалната мрежа,
скоро ги буквално направи листа на 15 најпотребни вештини на иднината, а тие секако се врзани со новите професии. Број 1 е писменоста за вештачка интелигенција. Значи, покрај тоа имаме и анализа на податоци, имаме дигитален маркетинг, разгорување на предприемачки дух, меѓутоа доминантно е знаењето за овие технологии, така да сметам и верувам дека тоа ќе ни биде од суштинско значење, да ја негуваме љубопитноста и што е можно повеќе да вложуваме во нови знаења. Од тука која е разликата меѓу човекот кој ја користи технологијата и оној кој што дозволува технологијата да го користи негативно? Навистина одлично прашање, со тоа што и за денешно време суштинско прашање. Јас ќе направам една едноставна паралела меѓу едната и другата група. Луѓето кои што ја користат технологијата, јас велам дека се господари на алатките. Луѓето кои што се користени од технологијата, секако слуги на алатките. Малку пластично да го објасниме овој дел. Кога велам господари на алатките, ако ја користиме вештачката интелигенција паметно, мудро, таа може многу да ни помогне. Например, на лекарот може да му помогне за многу пократко време да дојде до диагноза, а тоа некогаш е клучно да се спасат човечки животи. На земјоделците, да може да го предвидат точно времето. Професорите, во дел на мојата професија, покрај тоа што ни овозможува да правиме и да имаме на покреативна настава, за многу пократко време може да спремиме истражување, да анализираме податоци, ама сепак клучно ќе биде кое прашање ќе го поставиме, тоа пак е човечко. Сега, а во онаа втора група, ако сме користени од технологијата, тогаш ние многу време губиме. На сите дигитални уреди кои што ги имаме и дополнително нешто што е клучно, ако денеска ги земеме во целост одговорите од вештачката интелигенција, онака како што таа ги генерира, тогаш се губи на наша карактеристика, тоа е размислување. Тоа сметам дека треба да остане доминантно и човечки, не да бидеме слуга, него ние да бидеме тие кои што ќе ја кажуваме на вештачката интелигенција за што ни треба, и во која насока. Впрочем, неодамна имаше исто едно видео за најхуманоидниот робот на светот, Амека, која што вели, јас сум тука да им помогнам на луѓето, да соработувам со луѓето, не да им наштетам. Вештачката интелигенција е неутрална, од нас зависи како ќе ја користиме. Од тука која е вашата порака до нашите гледачи, до најмладите, затоа што сепак тие живеат во ова ново време и многу често ги користат овие алатки да ја користат вештачката интелигенција, меѓутоа никогаш да не заборават на книгата. Така е, да, ви благодарам многу за оваа порака. Јас дополнително ќе споменам дека стварно цврсто верувам дека во нашата држава имаме една прекрасна младина, младина што е талентирана, што е креативна, што буквално е гладна за нови знаења. И тука лежи силата на оваа држава, во младината. Така да ако ние ги научиме младите, сите овие нови технологии да ги користат мудро, да ги користат со визија, тогаш може да одиме со оние држави кои што брзо напредуваат, да градиме посилна економија, подобро образование и впрочем подобар живот и квалитетен живот за сите граѓани. Да, навистина имаме со што да се гордееме. Благодарам. Така е, ви благодарам многу на поканата.